Јубилејно по 10-ти пат во селото Кучково во општина Ѓорче Петров ќе се одржи ликовна колонија на која ќе учествуваат учениците од основните училишта од оваа општина, а токму по тој повод денеска во студиото на телевизија Нова ни гостува господја Сонја Палчевска-Ќосева, која ќе ни ги каже деталите во врска со овој настан кој се одржува по повод првомајските празници. И официјално добре дојдовте. Ви благодарам. Многу ми е драго што сум денеска дел од вашата утринска емисија. Би сакала оваа средба заедничка да споделам со сите оние кои слушаат оваа емисија и да кажеме за она што ние го работиме подолг период. Така. Јубилејно годинава по 10 пат, традицијата продолжува. Значи, ќе кажам нешто кое што не се случува инцидентно, како што сме сведоци на одредени работи. Во Ѓорче Петров се прават работи кои што, да кажам нешто позитивно и доста пофално за нашата општина, пошто сум дел од општината. Се што правиме, гледаме да биде од траен карактер, исто како и оваа ликовна колонија. Ликовната колонија Кучково годинава прави јубилеј 10 години, со кое што ние, самиот збор ви кажува ликовна колонија. Впрочем, како почнавме со сето тоа би сакала... Кој беше иницијаторот воопшто, да? Учениците, децата од основните училишта. Значи, нивната желба да учествуваат на ликовни изложби, на надпревари во општината, во градот, па и на меѓународно ниво, ни даде за право да размислиме и да направиме нешто во кое што ќе ги сплотиме сите оние кои што своето слободно време на прав начин го користат. Така, секоја година истата локација, Кучково? Секоја година Кучково, но локациите се различни. Оваа година ќе бидем на 3 локации, каде што ќе можат децата да сликаат 3 разнични амбиенти. Во сред село, како што изворно велат, во Кучково, може да се слика старата автентична градба и делови од тие убави чешми. Во другиот дел ќе биде Свети Ѓорѓија, второто место, каде што децата ќе можат да фатат делови од самиот манастир, да нацртаат делови од природата и сето тоа да биде вплотено со различни техники во едни убави слики. Третото место ќе биде дел од амбиенталниот природен дел на природата во Кучково. Ова колонија има надпреварувачки карактер или ревијален? Не. Значи, убавината впрочем е и во тоа. Сите оние деца кои што љубат да цртат, кои што ја сакаат уметноста, природата, ќе бидат дел од оваа наша ликовна колонија. Сите слики што ќе ги добиеме, изработки од децата, ќе припаднат во ризницата на Ѓорче Петров. Значи, ќе бидат дел од цртежите кои што се разбира се богатството на училиштата и на учениците, а најмногу на нашата општина. Колку ученици е најавено дека ќе земат учество на колонијата? И од кои училишта се? Да, морам да кажам дека до пред 2 години ликовната колонија се одвиваше во рамките на општина Ѓорче Петров. Но ланската и оваа година се зголемува опфатот на ученици. Значи, оваа година ќе бидат опфатени сите основни училишта од сите општини во градско. Знаеме дека имаме 10 општини, ќе имаме представници од секоја општина по 20 најдобри цртачи со своите ментори. И ако говориме за една целосна бројка, оваа година ќе имаме вкупно со нашите училишта и ученици околу 70-80 учесници во ликовната колонија. Дали веќе размислувате да се прошири, да се одржува на државно ниво? Точно тоа. Следниот чекор што го најавуваме во нашата работа, а морам да кажам дека во општината имаме еден добар тим во соработка образование, спорт, култура, социјала, која што свативме дека можеме и нешто плюс да направиме и затоа следниот чекор е да биде републичко ниво. Така. А се надевам дека на следната средба ќе се пофалам и со идеи за ликовна колонија од меѓународен карактер. Имаат зададена тема учениците или слободна?
Значи, морам, накратко би сакала да ви го раскажам утрешниот ден што ќе ми се случува. Утре е 26-ти, среда, денот на нашата ликовна колонија. Така. На тој ден сите деца од град Скопје, од општините, собирно место е во општина Ѓорче Петров во 9 часот. Веднаш потоа се организиран превоз од страна на општината, се носат децата до трите дестинации. Начинот на сликањето и тоа техниките сами ги одбираат. Тоа значи дека ќе општина Ѓорче Петров приготви штапелаи и се што е потребно за учениците што ќе сликаат. Продолжуваме со разговорот со господја Сонја Палчевска-Ќусева, представник од општина Ѓорче Петров по повод одржувањето на големата ликовна колонија која ќе се случи за време на првомајските празници. Стигнавме до организациониот дел, како ќе стигнат учениците до самата локација, како ќе бидат распоредени и организирани. Каде има ли воопшто целиот овој настан поддршка од општина Ѓорче Петров? Да. Значи, морам само мало објаснување. Ова се случува утре, а е дел од манифестацијата 1 мај, што го прави општина Ѓорче Петров. Соработка и поддршка од општината, па, како да ви кажам, невозможно е да направите нешто ако нема од оној првиот кој што ја води општината. Морам да кажам градоначалникот, нашиот градоначалник господин Сокол Митревски. Поддршка е мал збор. Значи, вие добивате право на креативност во работата, добивате средства за тоа да го поддржите и резултатите се неизбежни. Затоа и ние правиме секогаш добри активности кои понатака станува дел, како и што кажав, од традицијата на општина Ѓорче Петров. Сето тоа што ќе се наслика на утрешниот ден, ќе биде изложено на платото на 1 мај на денот на крстот, каде што Ѓорче Петров е домаќин и е дел од сите активности спортски, музички. За тоа потоа сигурно ќе се дискутира деновиве, но еве јас праќам еден апел до граѓаните. Повелете на 1 мај во Кучково да бидете дел од нашата традиција, но и да ги видите сите изработки ликовни, пошто ќе направиме изложба на која што ќе можат да се види се она за кое што денеска говорам јас.
А јас се надевам дека убаво ќе поминат утре учениците, ќе имаат сосема доволно инспирација со оглед на пределот каде што ќе имаат можност нели да создаваат, да креираат и секако дека ќе продолжи традицијата на одржување на ова ликовна колонија, па дека ќе има и државен карактер наредната година, зашто да не? И јас се слагам и се надевам дека ќе продолжиме со истото темпо, а вам ви благодарам што го споделивте ова наше добро збидување со граѓаните и би сакала да порачам дека активностите што понатака ќе ги правиме, би сакале да бидете дел од нашите активности, па и повелете утре во 12 часот, бидејќи целава оваа пригода ќе биде следена од градоначалникот и од пишаните и електронските медиуми. Така. Ви благодарам за гостувањето. А ние за Јас кратко продолжуваме со вестите.